Почитувани гледачи, започнуваме со урбаните вести. Добре дојдовте. Најпрвен да ги проследиме насловите за денеска. Спортските училишни лиги започнаа во општина Ѓорче Петров. Од утре почнува Виноскоп 2017. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со препораки за ековозење. Донесен законот со кој се укинува радиодифузната такса. ДИК го утврди распоредот на гласачките ливчиња за локалните избори. Десетина македонски винари по промотивни цени ќе го промовираат своето вино од утре до 24 септември во рамки на Виноскоп 2017. Покрај дегустација на квалитетно вино, организаторите најавуваат и богата културно-забавна програма. По 11 пат, од утре до 24 септември на плоштадот Мајка Тереза, пред Македонската опера и балет, ќе се одржува фестивалот на виното Виноскоп. На фестивалот ќе бидат застапени десетина македонски винарии, кои по промотивни цени ќе понудат дегустација на вината од својот асортиман. Долгогодишната традиција на фестивалот е поддржана и од град Скопје. Слободан Ќосев од секторот за локален економски развој на град Скопје нагласи дека преку поддршката на овој фестивал всушност се поддржува развојот на квалитетен вински туризам како дел од богатото културно наследство на Македонија. Град Скопје преку фестивалот на виното Виноскоп сака да ги поддржи и промовира македонските производители на вино, да го презентира долгогодишното винопроизводство, нашето културно наследство и традиција и развој на квалитетен вински туризам преку дегустација на вино и храна, многу забава и уживање. Организаторот на Виноскоп најавува богата музичка програма со настапи на Караванија, Калавала Бенд, Викторија Лоба, IQ, Нокаут, DJ Александар Јорданов, Поп-арт Бенд, Нина Јанева, Соту Екзит, Фиц, Chill Play, Миле Кузмановски, дуото Кукулеле, етнобендот Баклава. Новитет оваа година се Afterwork забавите во четврток и петок, а ќе има и викенд матине. Секој ден ќе биде збогатена програмата со интересни настани и новитети на овој фестивал како што е оваа година. Пред се оваа година ќе имаме интересен настан како саботно матине, Afterwork забави кои ќе бидат во четврток и во петок. Ќе имаме настапи од српски тамбураши кои за прв пат ќе дојдат во Македонија и тоа ќе биде интересно и спектакуларно, мислам дека според мене. Интересно да се слушне сепак. Вечерните забави ќе започнуваат во 21 часот, додека пак дневните во четврток и во петок од 17 часот, а во сабота и во недела забавите ќе почнат во 12 часот. Фестивалот на виното Виноскоп го организира секторот за локален економски развој на град Скопје во соработка со Друштвото за угостителство, трговија и услуги Темов. За реализација на овој фестивал на виното градот Скопје од буџетот издвои 700.000 денари. Од 22 до 24 септември ќе се одржува Блуз и Соул фестивал кој на љубителите на блузот ќе им понуди европски блуз. Трите фестивалски вечери започнуваат во 21 часот во ноќниот клуб Станица 26, а ќе настапат 4 бендови од Македонија, Шведска, Грција и Унгарија. Европски блуз ќе понуди годинашниот Блуз и Соул фестивал, кој по 21 пат го организира Дирекцијата за култура и уметност Скопје. Во три фестивалски вечери со почеток во 21 часот на 22, 23 и 24 септември во ноќниот клуб Станица 26 ќе настапат 4 бендови од Македонија, Шведска, Грција и Унгарија. Фестивалот во петок ќе го отвори македонскиот блуз бенд познат по клубски настапи In the Mood, а специјално за овој настан ќе биде во проширен состав со 9 членови. По нив ќе гостува шведскиот блуз состав Трикбек, кој постои 20 години и на албумите има голем број гости. Втората фестивалска вечер, 23 септември, е резервирана за грчкиот Triple Threat Band. Грчката вечер ќе биде во 3 дела со 5 музичари. Фестивалот во недела, 24 септември, ќе заврши со унгарскиот блуз мајстор на усна хармоника и пеач на блуз
Матијаш Прибојски. Влезниците на Блус и Соул фестивал се по цена од 300 денари за првата вечер и 200 денари за втората и третата вечер и може да се купат во Юготон Рекордс како и на благајната на станица 26. Детскиот фестивал Соната, на кој беа изведени нови 12 песни и завршница на турнирот во мал фудбал Ѓорче Петров Куп, се дел од активностите кои се одржаа синоќа во општина Ѓорче Петров, а по повод одбележување на денот на општината. Меѓу бројните активности кои се организираат во општина Ѓорче Петров по повод денот на општината се и детскиот фестивал Соната и турнирот во мал фудбал Ѓорче Петров Куп. Во големата сала на Центарот за култура во Ѓорче Петров по 9-ти пат се одржа детскиот фестивал Соната на кој беа изведени 12 нови песни. Оригинален и препознатлив по својата содржина и оваа година фестивалот привлече големо внимание. Музиката и темите од песните се однесуваат на децата и нивното секојдневие. Организаторите истакнуваат дека овој фестивал е единствен во Македонија, а можеби и пошироко, кој го организира основно училиште, а вклучува таленти од целата општина. За реализација на овој проект задолжен е професорот по музичко Александар Китевски од основното училиште Страшо Пинџур, кој се јавува како композитор и аранжер на овој фестивал, и наставничката по македонски јазик Розета Тулевска, како текстописец на овие 12 песни. Се снимаат во текот претежно на второто полугодие, се снимаат во студиото на колегата. Значи, поголемиот дел можам да кажам го реализира колегата, мојот дел е текстовите. Успевам да соработуваме исто со децата во текот на додатната настава секцијата, каде што ги откриваме и нивните таленти за пишување, па сето тоа го надградуваме, го аранжираме и сето тоа вака да блесне. По забавата со детските песни изведени на фестивалот Соната, активностите за одбележување на денот на општината продолжија на повеќенаменското игралиште кај надвозникот во Ѓорче Петров, на кое се одржуваше завршниот дел од четвртиот поред турнир во мал фудбал Ѓорче Петров Куп 2017. Надпреварот за третото место одигран помеѓу екипите на гостилница Старо Буре и Пан Такси Велес заврши со 3:2 за Старо Буре. Додека во финалниот надпревар меѓу екипите на Скутери Влада Инвест Лесковац, кои за прв пат учествуваат на овој турнир, и Светлост Куманово, резултатот беше 1:1, но на пенали победата ја однесе гостинскиот тим од Лесковац со резултат 4:3. На прославата на празникот на општината 20 септември предвидени се бројни настани на кои навистина масовно учество земаат граѓаните од општината Ѓорче Петров со културни и спортски манифестации. Овие 3 дена општина слави, целиот Ѓорче Петровски народ е на нозе со бројни манифестации и бројни настани од раните утрински часови па до касните вечерни часови, исполнети со бројни манифестации. По четврти пат традиционално Ѓорче Петров Куп 2017 година, според организацијата, еден од најако организираните турнири во Македонија и според наградите кои се делат и според екипите кои настапуваат. За прв пат оваа година имаме екипа и од соседна Србија, која што е една од најдобрите екипи која на тие простори. На турнирот учествуваат 20 екипи, меѓутоа сите се со многу висок квалитет. Одевме на квалитет, а не на квантитет, така да сме задоволни со таа бројка на екипи поради квалитетот кој што го поседуваат. Помеѓу надпреварите за трето место и финалниот надпревар, присутните имаа можност да го погледнат настапот на културно-уметничкото друштво Поважан од збратимена општина од Словачка. Започнаа спортските училишни игри во општина Ѓорче Петров, кои ќе траат во текот на целата учебна година. На надпреварите ќе учествуваат над 700 деца од основните училишта на целата територија на општина Ѓорче Петров, а ќе се надпреваруваат во голем фудбал, кошарка, одбојка, пинг-понг, тенис и атлетика. Над 700 деца од основните училишта од општина Ѓорче Петров денеска го означија стартот на надпреварувачката сезона во која учество ќе земат сите 6 основни училишта. Училишните екипи во голем фудбал, кошарка, фудбал, одбојка, пинг-понг, тенис и атлетика ќе се надпреваруваат во текот на целата учебна година, а по тој повод градоначалникот Сокол Митровски додели спортски дресови во препознатливи бои и реквизити за сите учесници во лигата, кои ќе се надпреваруваат на стадионот Македонија
македонски лавови. За успешен почеток на надпреварувачката сезона, градоначалникот Митровски на директорите на основните училишта им додели и комплет спортски реквизити. Градоначалникот истакна дека вложува во најдобрите спортисти и истите ги мотивира и понатаму да продолжуваат професионално да се занимаваат со спорт. Традиционално, како и секоја година, училишниот спорт е една значајна манифестација и значајна активност во основните училишта и во општината Ѓорче Петров, затоа што се офатен преку 50% од децата активно се бават со спортските активности, што ми е посебно драго и еве денеска и сами бевте сведоци. Упатив еден посебен апел до наставниците, до директорите да го омасова, да го зголемат бројот на ученици, да го засакаат спортот и спортот да им биде основна дејност, затоа што со добра психофизичка кондиција секако ќе ги совладат и подобро, да кажам, останатите предмети теоретски кои се изучуваат во основните училишта. Председателот на училишниот спорт во општината Лука Поповски на градоначалникот Сокол Митровски му врачи плакета за основање и континуирана поддршка на училишниот спорт во општина Ѓорче Петров. Општината училишните спортски игри ги организира 7 година поред, кои придонесуваат за поттикнување на спортскиот дух, како и за надоградување на талентот кај децата од оваа возраст. По повод празникот на општината 20 септември, ова ќе биде еден од главните спортски настани кои со особена важност ќе се следат во текот на целата учебна година. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата излегува со препораки до возачите. Препораките се однесуваат на ековозење за почиста средина и побезбеден сообраќај, со што според нив потрошувачката на гориво може да биде намалена и до 30%. Како дел од препораките на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се стартување на моторот и веднаш придвижување, правилно менување на брзините, возење со константна брзина и држање растојание помеѓу возилата, како и правилен товар. Препораките се однесуваат на ековозење за почиста средина и побезбеден сообраќај, со што според нив потрошувачката на гориво може да биде намалена и до 30%. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата информираат дека многумина од возачите не знаат и не се доволно информирани, многумина не веруваат, но истражувањето и фактите покажуваат дека со промена на навиките и однесувањето во сообраќајот и со промена на техниките на управување на моторното возило може да се заштеди гориво, да се заштедат средства, да се заштити животната средина и да се направи патниот сообраќај да биде побезбеден. Според нив, за еколошко и економично возење, меѓу другото, потребно е оптимално да се товари возилото, да се провери притисокот на гумите, да се планира патувањето, да се избегнува патување во делови на денот или делови на патот каде што има најголем сообраќајен метеж. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата посочуваат дека сите електрични системи во возилото се напојуваат со енергија од моторот. Од тука, колку повеќе ја користите електричната енергија во возилото, толку повеќе трошите гориво. Клима уредот црпи енергија од моторот. При високи температури потрошувачката може да се зголеми за 25%. Затоа прилагодете го клима уредот со разлика од надворешните температури од 4 до 5 степени. Државната изборна комисија денеска со жребка го утврди распоредот на гласачките ливчиња за предстојните локални избори, закажани за 15 октомври. Најдоцна до 21 септември Општинската изборна комисија треба да ги објават листите на кандидати и членови за совети за градоначалник. Денеска во Државната изборна комисија со ждребка беше утврден редоследот на единствената листа на кандидати на гласачките ливчиња за предстојните локални избори, што треба да се одржат на 15 октомври. Прва на гласачкото ливче ќе биде СДПМ, втора коалицијата Алијанса на албанците и НДП, трета ДУИ, четврта коалицијата за Битола, ДУИ, Беса и Алијанса на албанците, пета коалицијата Заедно за Газибаба предводена од Беса, шеста НДМ, седма ВМРО ДПМН за ТРЦ и Центар Жупа, осма Народно движење на турците, девета Алијанса на албанците, 10 е ВМРО, 11 е Демократската партија на турците, ГРОМ е 12-та, коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е 13-та,
БЕС е 14-та, ДПА е 15-та, Левица е на 16-тото место, ПДП е 17-та, Сојуз на румите е 18-та, а СДСМ е 19-та. Листите на кандидати за членови на Советот и листите на кандидати за градоначалник, кои се поднесени од ист подносител, ќе имаат ист реден број во сите општини. А во општината каде што нема свој представник, соодветниот број на подносителот ќе биде изоставен и на негово место ќе биде напишан наредниот број на наредниот носител без оставање на празно место. Општинските изборни комисии најдоцна до 21 септември треба да ги објават листите на кандидати за членови на Совет и за градоначалник. Од денеска завршува и рокот од 5 дена до кога политичките партии ќе можат да достават барање за запишување, дополнување или бришење на податоци од избирачкиот список. Листи со кандидати за градоначалници и за советници имаат поднесено 19 партии и коалиции, а 64 се од групи избирачи. Шестите локални избори во Македонија се закажани за 15 октомври, а ќе се спроведуваат на 3480 избирачки места во 80 општини и во градот Скопје. Изборната кампања ќе почне на 25 септември на полноќ и ќе заврши на 13 октомври. Вториот круг од изборите е закажан 2 недели подоцна, на 29 октомври. По скратена постапка е донесен законот со кој се укинува плаќањето на радиодифузна такса. Со законот се предвидува приходот што досега го добиваше МРТ преку собирање на оваа давачка да се финансира од државниот буџет и тоа во износ од 0,5% од вредноста на буџетот на годишно ниво. Собранието на Република Македонија денеска го донесе законот со кој се укинува плаќањето на радиодифузната такса. Измените на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беа донесени по скратена постапка. Со законот се предвидува приходот што досега го добиваше Македонската радиотелевизија преку собирање на оваа давачка да се финансира од државниот буџет и тоа во износ од 0,5% од вредноста на буџетот на годишно ниво. За таа цел потребно е да се одвојат 885 милиони денари на годишно ниво од буџетот на Република Македонија за 2018 година. Покрај од буџетот, Македонската радиотелевизија ќе се финансира и од други средства, односно од приходи на кабелските оператори и приходи остварени со продажбата на програмата произведена во Македонската радиотелевизија. Со ваквото законско решение ќе се ослободат граѓаните од една непотребна давачка, а од друга страна ќе се зголеми ефикасноста на работата на Македонската радиотелевизија. Инаку радиодифузната такса беше воведена во 2005 година. Во продолжение една кратка информација за корисниците од висока зона на улица Кузман Јосифовски Питу, од број 24 до број 30 во општина Аеродром. Ќе бидат без вода од ноќеска на полноќ до изутрина до 6 часот, наместо како што првично беше најавено од регионалниот центар за управување со кризи на Скопје дека прекинот ќе биде утре од 10 до 14 часот. Прекинот во водоснабдувањето ќе биде поради изведување на приклучок од ФИ 100 мм на улица Симеон Кавракиров, безброј од општина Аеродром. А понатаму за љубителите на културата излезе првиот број на списанието за книжевност за деца и млади Нов круг. Списанието е во издание на издавачката куќа Феникс, а во овој број содржината е посветена на новата книжевност за деца и млади кај нас и во странство. Издавачката куќа Феникс почна да објавува ново списание за книжевност за деца и млади Нов круг. Во првиот број на повеќе од 150 страници се објавени прилози од 20 на автори во рубриките Темат, Творечка работилница, Мостови и Паноптикум. Нов круг е меѓународно списание за книжевност за деца и млади во кое прилозите се објавуваат на оригиналниот јазик на кој се создадени, но и во превод и препев на повеќе јазици. Во овој број содржината е посветена на новата книжевност за деца и млади кај нас и во странство, при што се опфатени најсовремени автори, дела, процеси, појави и тенденции во Македонија, Србија, Хрватска, Црнагора, Германија, Бугарија и други земји, соопшти издавачката куќа Феникс. Метеоролозите за утре најавуваат засилен југозападен ветер како и појава на
повремени врнежи од дожд со појава на ретки грмежи. Во продолжение следува МТМ Метео. И за крај последната информација. Во рамките на фестивалот Иван се враќа дома, на кој гостува Московскиот театар со 3 представи со македонскиот режисер Иван Поповски, денеска и утре продолжува со представата Отровната туника од Николај Гумилјов. Представата ќе се одржи на сцената на Македонскиот народен театар. Почитувани гледачи, со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Вам ви благодарам за вниманието, имате пријатен вечер.